Во ова издание на саботната хроника на Прва Скопска, во која ве подсетуваме за актуелните настани, ке гледате. Се повеќе згради во Скопје се градат без оџаци. Метален парк со преисториски животни од отпадно железо, ке прави скулпторот Андреј Миневски. Околу 65.000 дрвја и 28.000 грмушки има на булеварите и парковите во главниот град. Автобусите на ЈСП со денови не се мијат, од нечистите прозори патниците не знаат каде се. Градот Скопје продолжува со доделување субвенции за чистење оџаци, со цел намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух. За таа цел, град Скопје го објави јавниот повик за субвенционирање на домаќинства и други субјекти на подрачјето на град Скопје за чистење оџаци за 2019 година. Со овој повик, градот Скопје ќе надомести дел од трошоците за чистење на оџаците во износ од 1000 денари, а на јавниот повик може да учествуваат физички и правни лица чие живеалиште, односно седиште е на подрачјето на град Скопје. Јавниот повик трае заклучно со 30 ноември 2019 година и ќе биде реализиран по принципот прв дојден прв услужен, односно до реализирање на средствата предвидени за оваа намена со буџетот на град Скопје за 2019 година. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека критериумите за учество се исполнети, барателот до град Скопје треба да достави барање за надоместок, кое може да се подигне во архивата на град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата на градот skopje.gov.mk. Фотокопија од лична карта или пасош, фотокопија од трансакциска сметка, за правните лица тековна состојба не постара од 6 месеци, оригинал потврда за реализирано чистење на оџак, подпишана од стручно лице што го исчистило оџакот и оригинал фискална сметка од фирмата регистрирана за дејност чистење оџаци. Документите може да се достават секој работен ден од 8:30 до 15 часот. Целта на овој проект е намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух во градот, особено на PM10 и PM2,5 частичките, и да постигнат краткорочни и некои подолгорочни ефекти, како што се постигнување на подобро согорување, намалување на штетните отпадни гасови, појава на саѓи и трошоци за затоплување, како и подигнување на јавната свест кај граѓаните за потребата за чистење на оџаците. Град Скопје оваа мерка ја реализираше во 2018 година, кога беа доделени 269 субвенции. Оваа година ќе започнат почетните активности за изведба на паркот од Вештачката Карпа до бунарите на реката Лепенец до шкеот на реката Вардар во општина Карпош. Според проектот, покрај зеленило во паркот ќе има и други содржини, како адреналински парк, игралиште за фудбал и одбојка на песок со монтажни трибини, парк со детски содржини, сквер и урбана опрема. Општина Карпош доби неповратни средства од речиси 1 милион евра од Европската унија за овој проект. Секторот за развој при општина Карпош изминатата година го подготви овој проект и аплицираше за средства од Европската унија. Се очекува договорот да биде склучен набрзо и пролетва да стартуваат градежните работи за изградба на паркот. Овој парк ќе се изведува на површина која е најголемиот дел во сопственост на државата, а во овој момент овој простор каде ќе се наоѓа новиот парк целосно е запуштен и е место за палење огнови на отворено и создавање диви депонии. Ова ќе биде една од најатрактивните зони за спорт и рекреација во Карпош. Повеќето од новите станови што никнуваат во главниот град се градат без оџаци, а купувачите на становите се ставаат во дилема дали стамбеното прашање да си го решат во зграда во која нема изградено оџаци и нема радијатори за приклучок на централната топлификациона мрежа. Во овој тип станови решението за затоплување е сопственикот на станот да постави сопствено парно грејење или со клима уред, а со оглед на тоа што вакви стамбени згради се градат многу често, со ваков проблем се
соочуваат или ќе се соочат купувачите на половина од новите станови во Скопје. Причината за изградбата на стамбените згради без оџаци е висината на цената на станот, бидејќи цената на стамбениот квадрат ги продава становите, па затоа инвеститорите се одлучуваат на ваков чекор. Од проектантското биро Point Design за прва Скопска изјавија дека поголемиот дел од инвеститорите се решаваа да градат стамбени згради без оџак. Не станува збор за одредени општини, туку вакви згради се градат во сите делови на Скопје и таму каде што има поставено мрежа за приклучок на централно грејење и во општините каде нема поставено мрежа, а практиката покажала дека општините дозволуваат изградба на станови без оџаци. Од страна на инвеститорите не им е исплатливо на новите згради да поставуваат радиатори за централно грејење. Тие велат дека освен што поскапува градбата со поставувањето на систем во зградата, туку проблемот е и во тоа што секоја зграда не е блиску до градската топловодна мрежа, па потребни се дополнителни дозволи и прекопувања, што представува дополнителен трошок и поради тоа ја зголемува и цената на градењето. Исто така и при продажбата на становите може да се случи и купувачите да не сакаат да се приклучат на мрежата за парно грејење, а тоа во фазата на проектирање не може да се знае. Па од таа причина поголемиот дел од инвеститорите се одлучуваат проектантите да ги проектираат зградите без оџаци. За волја на вистината, при купувањето стан, купувачите ги привлекува по ниската цена за метар квадратен, но понатаму се трошат финансиски средства за грејење на струја, а некои од купувачите на станови го поставуваат прашањето што ќе се случи доколку настане прекин во напојувањето со електрична енергија по долг временски период од денот во зимските месеци. Во Македонија нормативите за градење стамбени објекти постојат, но секој не ги почитува целосно. За разлика од кај нас, каде поставувањето оџаци е оставено на волја на инвеститорите, во соседните земји тоа е уредено со закон. Таму не се поставува прашањето дали во зградата има или нема оџаци, туку истата не се дозволува да биде изградена, бидејќи инвеститорот нема да добие дозвола за градба, ако оџаците не се предвидени во проектот. Сепак на крајот изборот останува на купувачите, дали ќе потрошат некој денар повеќе за метар квадратен или ќе си го решат сами стамбеното затоплување. Општина Илинден организира отворен ден со граѓаните кој се реализира секој четврток од 13 до 16 часот. Сите заинтересирани граѓани во овој термин можат да остварат средба со стручните служби на општината, со директорите на јавните предпријатија и со градоначалникот. На средбите граѓаните ќе можат да ги посочат своите проблеми, да ги представат своите идеи, предлог проекти, како и да придвижат нови иницијативи. За да остварат средба, граѓаните ќе мораат претходно да закажат термин на телефонскиот број 02 25 71 703 и 02 25 71 704 и да ја наведат причината за средбата, за стручните служби да бидат подготвени и да им одговорат на потребите. Осум нови дестинации преку авиокомпанијата Визер ќе им бидат достапни на македонските граѓани од Скопскиот и Охридскиот аеродром. 4 нови линии ќе бидат воспоставени од Скопскиот и 4 од Охридскиот аеродром. Отворањето на новите авиолинии е овозможено преку тендерот за нискобуџетни авиолинии што го распиша владата, а на кој како единствена компанија се пријави Визер, која веќе ги обслужува македонските граѓани. Договорот за субвенционирање на ефтини авиолинии беше потпишан денеска во владата на Република Македонија. Денеска го потпишавме договорот со авиокомпанијата Визер, што представува почеток на нова соработка и можност заеднички да го напредиме авиособрајќајот во земјата. Авиокомпанијата Визер има обврска да започне со оперирање на 4 нови дестинации од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид и тоа: првите 2 линии до 26 март оваа година, а останатите 2 линии во рок од 1 година од денот на склучувањето на договорот. Истите да ги обслужува за период за кој што се доделува финансиската поддршка. Авиокомпанијата Визер исто така има обврска да воспостави 2 нови линии од меѓународниот аеродром Скопје до 26 март оваа година и истите да ги обслужи најмалку 2 години. Но еве, јас ги охрабрувам Визер да не останат само на таа бројка од 6 линии и според нивната деловна политика да воспостават дополнителен број
дестинации, а ние како влада ќе возможиме непречена поддршка. Од Скопскиот аеродром ќе бидат отворени 2 нови линии кон Германија, и тоа кон Баден-Баден и Бремен, потоа кон Ларнака во Кипар и кон Турку во Финска, додека од Охрид ќе се лета кон Малме во Шведска, Милано во Италија и кон Мемингем и Дортмунд во Германија. Од Визер денеска најавија дека од март ќе бидат воспоставени 2 линии до Германија и авиолиниите од Охрид до Милано и до Малме. А билетите за овие дестинации ќе почнуваат од 1164 денари или речиси 20 евра. Од јули се очекува да бидат воспоставени 2 линии од Охрид до Германија и 2 нови дестинации од Скопје до Ларнака и Турку. Најавуваат дека во јули ќе биде донесен и уште еден 5-ти авион, а целта на компанијата е да имаат поголема интерактивност со корисниците на дигитален начин. Нашиот деловен модел се базира на тоа да бидеме дигитален бизнис. Нашата цел е во моментов да обезбедуваме информации преку контакт или кол центрите. Меѓутоа имаме цел да имаме поголема интерактивност со нашите корисници, за да им возможиме се на дигитален начин или преку веб страната или преку мобилната апликација и така натаму. Основата на бизнисот со ниски трошоци е да ги инвестираме човечкиот фактор, односно да истиот да биде фокусиран на локално ниво, односно на локалниот персонал, а да немаме локално представништво. Денешниот договор за субвенции за авиолинии е трети поред договор што го потпишуваат македонската влада и Визер. Околу 100 изгубени персонализирани картички Скопска, најголем дел ученички, патнички, здравствени книшки, клучеви, детско ранче, патна торба. Овие предмети се наоѓаат во службата изгубено најдено на ЈСП Скопје, што функционира речиси 8 години во рамки на дирекцијата на јавното сообраќајно претпријатие Скопје во населбата Автокоманда. Од ЈСП Скопје информираат дека најчесто се губат паричници, речиси сите без пари со документи. Скопска, лични карти, здравствени книшки, ранци, торби од пазар, клучеви. Порано се губели и мобилни телефони, а последен пат пријавен изгубен мобилен телефон е пред 2 години. Телефонскиот број за пријавување е 02 3 122 634 и функционира секој работен ден од 7 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути. Откако граѓаните ќе пријават на телефонскиот број, оставаат податоци, број за контакт и наведуваат што изгубиле. Доколку предметот се пронајде, граѓаните се информираат. Потоа тие треба да дојдат во службата изгубено најдено и да го подигнат предметот. Секој возач по враќање на автобусот во гаража го проверува возилото дали има нешто заборавено или изгубено, а најденото го доставува до службата, но и патниците доколку најдат нешто може да го пријават и достават до службата. Изгубените или заборавените предмети се чуваат во службата. Од ЈСП Скопје апелираат граѓаните додека се возат во автобусите да внимаваат на своите лични предмети, да бидат свесни и доколку пронајдат некој предмет или документ во автобусите да го пријават и достават во службата изгубено најдено. Во паркот во скопската населба Методи Андонов Ченто има 3 скулптури на праисториски животни во природна големина. Тие се изработени од отпадно железо, а се дело на академскиот скулптор Андреј Миневски. На уметникот му требале неколку месеци за да креира ваква скулптура. Андреј во интервјуто за Прва Скопска открива дека работи на скулптура диносаурус долг 10 метри и висок 7 метри, а во план има да направи метален парк во кој ќе бидат сместени повеќе скулптури од отпадно железо. Праисториски животни се изложени овдека во паркот Методи Андонов Ченто во населбата Ченто. Главниот виновник за оваа изложба и за поставувањето на истата е Андреј Миневски, со кого разговараме денеска овдека пред овие праисториски животни. Ке ни кажете што представува оваа изложба и која е целта за да се направат вакви животни од железо? Целта е да се тргне вниманието од центарот на Скопје, малце и на другите населени места. Тие се изработени од отпадно железо, исто така рециклирано. Има делови од кола, лимови, некои ланци.
иначе е проект на град Скопје, кој се вика од центар кон периферија и токму затоа е и тука изложбата направена. Иначе има сега 3 скулптури, преисториски, така. Зошто одбравте материјалот да биде токму од отпадно железо? Отпадно железо ради рециклација и рециклирање и малце може потешко и повозбудливо за работа. И сега е тренд металот. Сегде ни свет прават такви скулптури, па може за тоа. А колку време ви беше потребно да ги изработите овие фигури? Па за една фигура потребни се 2 до 4 месеци во зависност од материјалот што располагате со него. За секој дел од скулптурата си бара посебен дел за да се уклопи и да добие и форма и да изгледа на нешто кое ќе биде готово. Значи 2 до 4 месеци се планираме поголема скулптура. За таа ќе бидат потребни сигурно 6-7 месеци, ако не и повеќе. Исто диносаурус и ќе треба многу материјал. Значи веќе подготвувате уште една скулптура да направите, овдека се 3 поставени, дали планирате и повеќе скулптури да изработувате па да правите и поголеми изложби? Па да, мене целта ми е да направам еден метален парк. Сега случајно така почна со диносауруси, но понатаму ќе се смени и други работи ќе правам од метал и од други материјали. Сега таков ме периодот метален, како да кажам. Каква е реакцијата од граѓаните, од луѓето што поминуваат овде, што ги гледаат овие скулптури? Реакциите какви се? Па сите се воодушевени, да кажам. Се сфотографираат со нив. Деца пред се сакаат да ги видат, носат специјално децата за да ги видат скулптурите. И баш вчера ми се деси нешто невообичаено, ми се јави еден родител, ми кажа ние сме кај скулптурите, дали ќе можеш да дојдеш, ќерка ми сака да те види. И дојдов тука и ми поклони црта што го цртала, сега ќе си го урамам. Да, и така. Ќе бидат ли префрлени овие скулптури во друг парк, на друга локација или овде остануваат? Па за сега бараме простор. Можно е да бидат префрлени во зоолошка градина. Треба да на тоа работиме. Треба да се направи муабет со директорот, како ќе се договориме. И барам исто место за големиот диносаурус, сакам да кажам. Пошто нема кај да го правиме, можно и на лице место негде да се прави. Можно и во зоолошка, не знам. Имате представа колку голем ќе биде диносаурусот? Долг ќе биде околу 10 метра, висок 7. И ќе биде од делови, ќе се расклопува, за да може да се транспортира. Изложбата е насловена од граѓаните за градот и е дел од програмата на град Скопје од центарот кон периферијата, културата како алатка за социјален развој. До крајот на светот и понатаму е насловена неделата на австралиски филм која Кинотека на Македонија ќе организира од 26 до 30 јануари, кога ќе прикаже 5 филма од австралиската кинематографија, снимени во изминатите 2 децении. Филмската ревија ќе почне на 26 јануари в сабота од 20 часот со играниот филм Црниот балон од 2008 година по сценарио и режија на Елиса Даун. Наредниот ден на програмата е Джиндабајн од 2006 година во режија на Реј Лоренс. На 28 јануари ќе биде прикажан Црвениот пес на режисерот Крив Стендерс од 2011 година. Чинијата во режија на Роб Сич од 2000 година е на 29 јануари и Ромул, мојот татко, на режисерот Ричард Роксбург од 2007 година, со кој на 30 јануари ќе заврши неделата на австралиски филм.
Кинотеката наведува дека од австралиската кинематографија, наведум мала во споредба со Холивуд, продукцијски произлегле големи кинохитови како Крокодил Данди од 1986 година со Пол Хоган, со вкупна заработувачка од 328 милиони американски долари. Неговото продолжение во 1988 година со 240 милиони долари профит, како и Лудиот Макс, Патот на гневот од 2015 година на Џорџ Милер. Според податоците на Зелениот катастар на булеварите и парковите во Скопје има пропишано 65.844 дрвја и 28.325 грмушки. Градот Скопје и UNDP го изработија првиот зелен катастар во кој може да се видат сите зелени површини во градот. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, на денешната презентација на проектот истакна дека основната цел е заштита на животната средина, подобрување на управувањето со јавното зеленило, како и зајакнување на урбаната отпорност преку собирање и анализа на просторни податоци за зеленилото. Шилегов додаде дека години наназад, како последица на градежната експанзија, во центарот на Скопје зеленилото честопати било жртвувано на сметка на новите градежни објекти. Со задоволство можам да истакнам дека и ги слушнавте бројките, целосно е попишано градското зеленило кое што е во надлежност на нашиот град. Станува збор за повеќе од 65.700 дрва и повеќе од 28.000 грмушки, односно грмушкасто зеленило. Самата апликација во зависност од фазите од кои што доаѓаме ќе отвара можност секој граѓанин своето сопственото зеленило да го евидентира во зелениот катастар на нашиот град. Ова е алатка која што ќе послужи и на граѓаните од една страна, меѓутоа сериозно ќе послужи и на градската администрација и на јавното предпријатие Паркови зеленило да можеме да го управуваме урбаното зеленило на соодветен начин и да можеме и соодветно да го одржуваме од една страна постојното зеленило, меѓутоа и да го планираме зеленилото кое што во иднина ќе го засадуваме со цел да ги постигнеме ефектите кои што ни се потребни. Можете да видите во самата апликација за секое дрво поединечно постојат податоци, која е неговата големина, каква е димензијата, каков е неговиот статус, каква е неговата состојба. Станува збор за една макотрпна работа која што во соработка со UNDP и со невладиниот сектор, градската администрација во текот на минатата година ја заврши. Поради комплексноста на работите, активностите се реализирале во фази. Досега се реализирани активности за геодетско снимање на зелени површини и дрвја, грмушки и парковска инфраструктура. Изработена е и ГИС апликација за преглед и управување со јавното зеленило на територија на град Скопје. Со геодетското снимање опфатено е и зеленило на површина од 650 хектари. Во оваа фаза тоа го опфаќа булеварското зеленило и парковското зеленило, што е под надлежност на град Скопје. Градоначалникот Шилегов додаде дека во соработка со општините во град Скопје предвидено е и дополнување на катастарот со зеленилото под нивна надлежност. Во најнапредната фаза се предвидува и отворање модул во кој секој граѓанин ќе може да го впише и зеленилото од сопствениот двор. Исто така, алатката ќе биде континуирано ажурирана од страна на јавното предпријатие Паркови зеленило, со дополнување на новото зеленило и новонасадените дрвја. Град Скопје распиша јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на организации кои работат во областа на социјалната, детската и здравствената заштита. Од град Скопје очекуваат здруженија на граѓани, фондации и други субјекти што работат во областа на социјалната, детската и здравствената заштита да изготват проекти што ќе ги понудат за остварување социјална заштита на лица со посебни потреби, лица кои употребуваат дроги, општествено вклучување и социјални услуги за наранливите категории граѓани, еднакви можности на жените и мажите, недискриминација, поттикнување и развој на лични и општествени вредности, како и осмислување, организација и промоција на јубилејното 10-то издание на вечери на женски права, но и за унапредување на здравствена заштита.
Од град Скопје информираат дека пријавите со целокупната документација треба да се доставуваат по пошта или во архивата на град Скопје, а пријавите доставени по мејл или факс нема да бидат разгледувани. Крајниот рок за поднесување на пријавите е 28 јануари оваа година. Од денеска до 15 февруари, љубителите на пишаниот збор ќе имаат можност да бидат дел од традиционалната манифестација Фестивал на чајот и читањето, која оваа година се одржува по 9-ти пат. Организаторот на фестивалот Христо Петрески информираше дека во рамките на фестивалот предвидени се бројни активности, од промоции на нови изданија, работилници, средби со автори, ликовни изложби, како и настап на учесници од конкурсот за најдобра песна, расказ, есеј, уметничка слика и најдобра уметничка фотографија на тема чај. Овој спој, чај и читање, всушност го одразува и овој зимски амбиент, кој што е помалку пасивен. На овој начин со оваа манифестација правиме едно заживување на културно-уметнички план и од друга страна мислам дека успеавме во изминатиот период, а верувам дека и годинава ќе биде така, да го направиме тој спој на чајот и читањето. Значи граѓаните едноставно си ја стоплат душата и со топлата напивка, но и со интересни содржини од бројните изданија кои што ги нудиме на овој зимски саем на книгата. За време на одржувањето на фестивалот на чајот и читањето, културниот центар Феникс предвидува и попусти на книгите од 50 до 80%. Феникс на читателите им нуди богата понуда на книги со околу 3500 изданија. Општина Карпаш воведува нови мерки за зголемување на јавната хигиена во сите урбани заедници. Како што информираат од општината, од овој викенд комуналните служби на општина Карпаш ќе работат и во текот на викендот со цел да се зголеми тековното одржување на јавната хигиена. Сабота ќе биде работен ден за хигиеничарите, а во недела се воведуваат дежурни служби. Имајќи го предвид фактот дека хигиената и заштитата на животната средина е еден од најгорливите проблеми на граѓаните во предстојниот период, освен работа за време на викенд, општината дополнително ќе постави и нови корпи за отпадоци низ населбите. Исто така во соработка со град Скопје ќе бидат поставени и нови подземни контейнери кои ќе овозможат правилно управување со отпадот. За оваа мерка Советот на општина Карпаш одвои 2 милиони денари, се вели во соопштението. Од општината ги потсетуваат сите граѓани дека е активна и телефонската линија 070 236 000 за пријавување на електричен и електронски отпад. Од општина Карпаш исто така потсетуваат дека освен овие нови мерки, секторот за животна средина и енергетска ефикасност работи на воспоставување на систем за собирање на кабастиот отпад, за што граѓаните ќе бидат дополнително информирани за локациите на собирните пунктови во нивните населби. Локалната самоуправа апелира до сите граѓани и правни лица, посебно градежните компании, да водат повеќе грижа за заштита на животната средина. Во спротивно, сите субјекти кои придонесуваат за загадување на околината ќе бидат санкционирани, соопштуваат од општина Карпаш. И покрај тоа што ЈСП Скопје е опремено со перални во автобазите во Ѓорче Петров и во Автокоманда. Граѓаните што користат јавен градски превоз секојдневно имаат можност да се уверат колку се нечисти автобусите што се обраќаат низ Скопје. Однадвор се чини дека на нив се залепила целата прашина од скопските улици, а во голем број од автобусите прозорите и вратите се толку нечисти што на патниците им создава потешкотија да видат на која автобуска станица се наоѓаат. И доколку порано, штом се споменаше хигиената во автобусите, секогаш прстот се вперуваше во приватните превозници. Сега слободно може да се каже дека зад нив воопшто не заостануваат ниту возилата на ЈСП Скопје.
Од јавното сообраќајно предпријатие посочуваат дека патниците се тие кои се виновни за нечистите автобуси, но дури и ако ги земеме во предвид лошите хигиенски навики на скопјани, сепак останува неодговорено прашањето зошто се избегнува редовното перење на автобусите. Со цел да добиеме одговор на ова прашање, се обративме до ЈСП Скопје, од каде што ни потврдија дека поради ниските температури на воздухот и поради опасноста од замрзнување се избегнува миење на автобусите со вода. Ги прашавме и граѓаните кои редовно се возат во автобусите на ЈСП, дали имаат забелешки на хигиената во автобусите. Сите потврдуваат дека автобусите се нечисти и под сите европски критериуми кои мора да ги задоволува едно модерно превозно предпријатие. Дали ви се случило да се возите во нечисти автобуси? Секогаш. Секогаш. Ви пречи тоа? Па како не? Не знаеш кај се возиш. Одиш, а не знаеш кај се возиш. Дали ви пречи да се возите во нечисти автобуси? Ми пречи. Зошто? Тоа е зашто е прљава за тоа. Дали ви се случило да се возите во нечисти автобуси? Тоа не може. Да. Да. Ви пречи? Да. Но не само однадвор, ниту внатре, состојбата не е ништо подобра. Патниците кои што редовно се возат со автобус потврдуваат дека нечистотијата не е само поради фрлени отпадоци од некој несовесен граѓанин, туку поради долготрајното неодржување хигиена. Не е доволно хигиеничарите да изметат и да ги соберат отпадоците што останале во автобусот. Внатрешноста треба убаво да се измие и дезинфицира, велат револтирано граѓаните кои ги сретнавме. А во услови кога Скопје се гуши од загадениот воздух и кога градските власти постојано апелираат да се користи јавен превоз со цел намалување на загадувањето, сосема оправдано е граѓаните да очекуваат пристојни услови за превезување, особено што јавниот градски превоз е единствената алтернатива што се нуди за движење низ Скопје во замена за автомобилите. Редовно да се зема пропишаната терапија и во случај на настинка и потешкотии на дишењето да се направи консултација со матичен лекар, да се пијат топли напитоци, да се избегнува алкохол, да се јаде доволно, бидејќи тоа ја одржува температурата на телото, а невакцинираните да се вакцинираат против сезонски грип, особено тие на возраст над 60 години и хронично болните. Се дел од препораките за заштита на здравјето на населението од студени бранови и студено време во зимскиот период, согласно акцискиот план за превенција на неговите штетни влијанија врз здравјето, што го изготви Министерството за здравство. Пациентите кои имаат проблеми со срцето или белите дробови треба редовно да ја земаат пропишаната терапија, да избегнуваат тешки вежби на ниски температури, да се облекуваат соодветно и да ги заштитат главата, дланките и стапалата. Диабетичарите пак, чии дланки и стапала може полесно да се повредат или при екстремни услови да страдаат од смрзнатини, треба да внимаваат да им останат загреани, а оние со артритис треба редовно да земаат терапија и да ги загреваат повредените зглобови. Во случај на екстремно ниски температури, треба да се избегнува физичка активност на отворено, да се носи повеќе слој на облека и соодветни обувки за снег и мраз, да се внимава на лизгави површини, да се избегнува излегување надвор, освен ако е неопходно, и да се биде активен и колку може повеќе да се прават движења во затворени простории. На бесплатниот телефонски број 15 505 може да се пријави лице од ризик на студено време, бездомник или дете на улица. Во соопштението од Министерството се посочува дека сите јавни здравствени установи имаат подготвено план за постапување, број на екипи и протокол за функционирање и постапување во услови на постоење на снежно време и ниски временски температури. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Саботната хроника, а вие и понатаму следите ги неделните прегледи на вестите.